Добар ден, почитувани гледачи. Речи си да нема анкета каде што одговарале туристите кои што го посетуваат градот, што му недостасува, во која што на прво место не ја наведуваат чистотата на градот. Токму ова тема под лупа денес. Со кого ако не, со првиот човек на јавното предпријатие Охридски комуналец. Добар ден му посакувам на Љупчо Грдановски. Добар ден, благодарам за поканата. Се надевам дека низ на плодна и убава дискусија ќе одговориме се она што гледачите ги интересира во поглед на одржувањето на хигиената и зеленилото во нашиот град. Така. Не дека овој проблем не е засега во текот на целата година и нас кои што живееме во градов, но во екот на туристичката сезона е уште поевидентен, вашата работа се зголемува. И еве, како се снаоѓате? Веќе започна, да речам, можеби не главната шпица што викаме на туристичката сезона, но веќе започна на некој начин сезоната. Како се снаоѓате? Знам дека веќе воведовте 3 смени, постојано сте на терен. Дали се постигнува? Па, дефинитивно јавното предпријатие Охридски комуналец ја има веќе ставено во погон целокупната и физичка сила, меѓутоа и целокупната механизација за навремено чистење на градот од туристи, значи од отпадот кој што се создава и на самите плажи, најмногу од таа причина е воведена и третата смена, меѓутоа и најголем дел од механизацијата се употребува за расчистување на дивите депонии, кои што се наше секојдневие и за кој што, значи, од старт на оваа емисија сакам да упатам апел до граѓаните, а веќе сме и во соработка со локалната самоуправа, има најава дека комуналната инспекција веќе ќе постапува со казни кон овие лица кои што секојдневно, значи, го наградуваат нашиот град, посебно просторот околу контейнерите. Јас ги замолувам, значи, доколку имаат зелен отпад, кабаст отпад, градежен шут или било што слично, слободно да се јават во просториите на јавното предпријатие. Имаме одговорни служби кои што навремено ќе реагираат и отпадот ќе биде подигнат од нивните домови, а не да го оставаат, значи, неорганизирано онам каде што ќе им текне. За жал, свеста се уште не е на такво ниво за сами да се грижиме за чистотата на градот и да не валкаме повеќе од она што треба. Но затоа пак тука се, како што рековте, инспекцијските служби и казните. Мислам дека таа спрега мора да постои за да се постигне еден резултат. Досега некако како да затајуваше активноста на инспекцијските служби. Како е ова година? Мислите ли дека во тој поглед нешто ќе се измени, ќе се подобри? Значи, прво сакам да кажам дека дефинитивно, значи, ниеден труд на јавното предпријатие нема да биде видлив и нема да биде доволен доколку не се подобри најпрво самата свест кај граѓаните, а потоа и соработката со комуналната инспекција која што во изминатиот период не беше на завидно ниво, меѓутоа како што кажав веќе сме во договор со градоначалникот Константин Ѓоргиевски. Од наредниот период комуналните редари ќе бидат поставени на оние црни точки кои што веќе ги имаме лоцирано, ќе бидат во 3 смени и се надеваме дека со најверојатно прво со опомени, а потоа и со казни дека ќе воведеме малку ред во ова девијантно однесување на граѓаните. Дали најголем проблем, како што споменавте, ви представува создавањето на дивите депонии? Или имате и други проблеми кои што треба инспекцијата се разбира дека имаме повеќе проблеми, меѓутоа ова неорганизирано фрлање на отпадот е проблем број 1, бидејќи секое друго создавање на отпад, ево како што веќе ви наведов, веќе работат плажите, хотелите, работат со полна пареја, све тоа организирано, контейнерски се собираат, се собираат тој отпад, се работи во третата смена и тоа е едноставно шаблонот кој што нема бегање и функционира. Меѓутоа ова неорганизирано, значи не можеме ни да го допратиме, ни да го докренеме, затоа што нас ни се случува 30 локации, секој ден по 2 по 3 пати да ги чистиме. Значи тоа нас не чини прво ангажирање дополнителна механизација, дополнителна физичка сила, не кошта пари едноставно, кажем. Така. Рековте дека веќе е установена динамиката на работа на јавното предпријатие Комуналец, посебно во летниот период, работите во 3 смени. Како се подигнува сметот? Во кои делови од градот, колку често, во кои денови? Дали граѓаните се информирани кога се подига, за тогаш и да го извада, затоа што се случува само што се исчистиле садовите за отпад, граѓаните тогаш да го извадат својот смет од домовите? Она што е како комунален ред во општина Охрид, а во сите други општини во Република Македонија, е подигање на отпадот од секоја улица, од секое домаќинство 2 пати во неделата. Меѓутоа, онам каде што имаме контейнерско решение, односно каде што има станбено домување, таму контейнерите се подигаат секој ден во 3 смени.
бидејќи тоа не можеме да го контролираме кој кога ќе го извади отпадот. Значи тоа се работи за централното градско подрачје, кеј од македонски просветители Димитар Влахов, улица Туристичка, Никола Карев, тие се улици кои што секојдневно по 3 пати се подига отпадот. Имаме ли доволно садови за отпад? Имаме доволно садови за отпад. Пред околу месец и половина, значи подготвувајќи се за летната туристичка сезона, набавени уште 400 нови садови, со тоа што ето уште еден апел до граѓаните. Во овој период не, меѓутоа во зимскиот период, бидејќи контейнерите се пластични, до голем дел од нив се оштетуваат од догорчење, од самата пепел што луѓето ја фрлаат. Не догоре, значи догорчења фрлаат во контейнерите и имаме 20 до 30% од вкупниот број на контейнери оштетени во зимскиот период. Така. Кој ви е најкритичен дел од градот? Централното градско подрачје секако, но каде најмногу ви се создаваат проблеми од било каков аспект, или од достапност на теренот, или од некакви несогласувања со граѓаните? Како што веќе наведов, проблем број 1 се дивите депонии, околу 30 локации кои што веќе ги имаме наведено. Тоа се во населбите Христо Узунов и Богомилска, покрај самите пресконтейнери, потоа на улицата Сирма Војвода, кај трафостаницата 110-ка популарно, која што ја викаме на самата кривина, на Мирче Ацев, на улица Галичица, сите контейнери, значи покрај сите контейнери секој ден има на улица Галичица, дали кабаст отпад, дали зелен отпад, дали градежен шут. Еве овде некоја слика да видите, фотографии ми донесовте. Навистина интересна слика. Самата слика, самата фотографија зборува, не треба што да се коментира. Овде имаме можеби на едната целодневна соба. На другата имаме некои стари килими, зелен отпад, овде имаме некој кревет, некои душеци. Навистина неубава слика и за нас граѓаните, а и за туристите кога ќе поминат. Што во вакви ситуации? Рековте дека имате возило кое што ќе дојде, ќе го подигне овој отпад, каде треба, на кој број треба да се јават граѓаните, можеби ете и од неинформираност. Ова се случува. Значи на нашата веб страна ги има телефонските броеви на сите, значи одговорни раководители по сектори, а исто и дежурниот телефон во работна единица механизација, каде што имаме 24 часовна служба, каде што ќе биде примен повикот и пријавата за некој вид на отпад кој што треба да се подигне од некој домаќинство. За тоа се плаќа некаков надомест и колку е тоа? Да, значи цените на услугите кои што ги врши јавното претпријатие се донесени со одлука на Советот на општина Охрид. И една тура со трактор, најчесто со трактор го подигаме овој вид на отпад, изнесува 920 денари. Но може да се случи неколку, да речам, соседи да се договорат и да ангажираат исто возило ако се имаат. Се разбира дека може, значи ние во изминатиот период имавме соработка и со местните заедници. Правевме најчесто во сабота организирани акции. Меѓутоа и во тие организирани акции, ако населбата, да речам, со 100-150 домаќинства не го ваде отпадот на време, се договорили, не се договорили, значи не профункционира, значи немаше комуникација меѓу самите жители во тие местни организации, местни. Ова ме наведува да ве запрашам дали работите на едукација на граѓаните, значи околу сето ова. Дали може би, не знам, преку некакви предавања, некои флаери или некој друг по-софистициран начин да се информираат како може сето тоа да се спроведува, за да не доаѓаме до вакви ситуации, да гледаме вакви слики. Ние како јавно претпријатие, и јас како директор на јавното претпријатие од моето доаѓање го воведов проектот Прати слика, пријави отпад. И што ни се случуваше? Значи, граѓаните покажа интерес за тој проект, меѓутоа најчесто најголем дел, можам да кажам преку 70-80% од пријавите се работеа за отпад кој што соседот го пријавуваше за друг сосед и фактички ние не можевме да реагираме на нечив приватен имот. Тоа што со закон не ни е дозволено. Че јас можам, ако вие од нас побарате услуга, да ви услужам вас, не можам да побарате услуга за вашиот сосед, бидејќи и ќе одговарам. Така. Тука кој треба да преземе акција и активност, инспекцијските служби во таков случај? Инспекцијските служби значи имаат таква надлежност доколку има отпад, значи несоодветно третиран отпад кој што е на самата улица, на тротоар, покрај некоја куќа, да го задолжат сопственикот сам да го отстрани истиот отпад,
Доколку не постапи по таа наредба, тоаш може нас да ни издаде налог, ние да постапиме и да наплатиме. Така. Покрај тоа што се потребни садови за отпад, висока свест на граѓаните, ваша ангажираност, исто така потребна е механизација, односно возила со кои што ќе се подига отпадот, а и ќе се вршат и други работи кои што се во рамките на ова јавно предпријатие. Имате ли доволно возила? Знам дека посебен проблем ви представуваше и се уште сигурно представува стариот дел на градот, бидејќи улиците се тесни, не може секое возило да има пристап. Како се снаоѓате? Значи, од самото доаѓање на начело на јавното предпријатие, во соработка со локалната самоуправа, тогаш со сега веќе покојниот за жал градоначалник Јован Стојановски, а потоа во продолжение во соработка со сегашниот градоначалник Константин Ѓоргиевски, обезбедивме возила во вредност од 550.000 евра. Во кои возила, бидејќи го спомнавте стариот дел, прво ќе ви напоменам, има и две возила од 3 метри кубни, кои што полесно се движат низ стариот дел на градот, се со помал габарит и исто така, значи, се во форма на, така популарно ги нарекуваме кади, и немаат исцедок. Не прават исцедок, бидејќи тој исцедок во минатото беше најголем проблем за туристите кои што често во раните утрински часови шетаат по стариот дел на градот и токму за тоа имавме најголеми реакции. Сега тие стари возила од тој дел се отстранети и во тој дел отпадот се собира со тие популарно наречени кади и мислам дека оваа година сме многу поефикасни со тој начин на собирање на отпадот. И исто така е набавено електрично возило. Тоа возило е набавено, значи, од сопствениот буџет, од сопствени средства на јавното предпријатие, со кое што се празнат корпите за ситен отпад по чаршијата, по старата чаршија, по кеот и по стариот дел на градот, односно улиците Самуилова и Коста Абраш. Морам да забележам дека од контактите со некои граѓани кои што ги имав деновиве и кога им кажав во неврзан разговор дека ќе ми бидете гостин, ми рекоа да ве пофалам јавно, затоа што навистина видно е вашето ангажирање и како директор и како јавно предпријатие и дека се трудите максимално да се направи ред и да се одржува хигиената во градот. Секако рековме дека мора тука и ние како граѓани да помогнеме на секаков можен начин, а не да одмогнуваме. Јас благодарам за пофалбите и, значи, тие пофалби најчесто сакам да ги споделам и со целиот менаџерски тим, меѓутоа и со работниците од најниско ниво, да речам собирачите на смети, метачи, сите, бидејќи тие се носители на нашата работа и без тие луѓе, значи, ние не би имале што да работиме. Значи, стварно се вредни луѓе, работат безпрекорно и се на терен буквално секој ден од годината, било да е горештина, било да врнело снег, било да има невремиња, знаете дека реагиравме, помагавме на граѓаните при невремињата лани, значи наистина овие луѓе заслужуваат посебна пофалба. Така, имате доволно кадар, знам дека во лето ангажирате дополнително работници хонорарно, дали веќе го направивте тоа или од доаѓањето мое начело на јавното предпријатие до овој момент имаме вработено околу 50 лица, од кои што 43 се општи работници, што значи дека максимално ставаме акцент на чистењето на градот, значи администрација само онаму каде што навистина имало потреба по основ на пензионирање или нешто слично. За овој период сега, значи планираме од почетокот на јули, значи наредната седмица да примиме уште 10 сезонски работници. Зашто ќе се ти ангажирани исто? Значи исто ќе се општи работници околу метењето и уредувањето на зелените површини. И сега, многу ме интересира, кој ќе се грижи за чистотата на плажите во градов, бидејќи се уште статусот е статус кво, што би рекле, значи немаме конкретно собственик, на оние собственици кои што беа концесиите им истекоа, не се продолжени, министерството, не знам, се уште молчи, локалната и се врзани рацете, но тоа не е причина да ги оставиме плажите да се во никој случај плажите нема да бидат оставени, значи, сами на себе. Во оној дел каде што концесионерите се уште стопанисуваат со тие плажи, ако им е концесијата истечена. Малку е нелогично по која основа мете. Нелогично, меѓутоа она што е во наш домен, значи околу управувањето со отпадот, можам да кажам дека сите се дисциплинирани и добро менаџираат со управувањето со отпадот кој што го создаваат, додека за оние плажи на кои што нема концесионер, веќе имаме изработено неколку акции, значи ги чистиме тие плажи, не можеме да ги оставиме сами на себе.
Ми сега минатата недела имавме акција од Лагадин до Елешец и продолжуваме. Значи, посебно сега ќе имаме од 1 јули вработени кои што ќе бидат само во Пештаник, имаме само во Трпејца, го чистиме и магистралниот пат према Љубаништа, го одржаваме зеленилото што значи не е наша обврска, сепак е магистрален пат, меѓутоа не можеме да дозволиме магистралниот пат од Билјанин извори до Свети Стефан, знаете таа средината беше многу грда слика. Значи исто така набавивме механизација мулчер за косење на тие големи зелени површини, го уредуваме и тој простор, значи без разлика дали Но што со трошоците? Како ги покривате трошоците за ова што не е во ваша надлежност? Веќе ви кажав, значи ево трошоците ги имаме повеќе кратно ни се зголемени тие трошоци во однос на чистење на диви депонии, а косењето на зелените површини по набавката на тој мулчер не е голем трошок, значи таа е машина која што многу брзо го коси тој простор. Поголемо време не одзема косењето покрај самите банкини, бидејќи тоа мора рачно да се работи, а не представува голем трошок. Така. Трошокот е минимален за Господин Грдановски, докаде сме со селектирањето на отпадот? Дали се спроведува тоа кај нас или... Да. Значи во поглед на селектирањето на отпадот, во соработка со Пакомак, низ главните, да речам, Охридски улици се поставени контейнери за селекција на отпад и моја желба е за во иднина, доколку успееме како локална самоуправа и јавно предпријатие да обезбедиме фабрика за рециклирање на отпад. Тоа веќе го имавме и разговарано со покојниот градоначалник Стојановски. На Малцкер планиравме да изградиме на таква фабрика на која што ќе има секундарна селекција на отпадот, бидејќи ви кажав, веќе имаме проблем со граѓанскиот дел, така да не можеме да очекуваме дека со примерна селекција ќе добијаме некој голем резултат. Затоа, преку секундарна селекција со посебна лента на која што ќе се селектира отпадот, мислам дека ќе имаме многу поголем резултат и ќе имаме уствари не поголем резултат, него тогаш ќе имаме максимална селекција. Вака селекцијата во процент изразена можеби е 15 до 20%. Така. Токму затоа ги имаме на депониите оние постојано проблеми со луѓе кои што доаѓаат и збираат пластиката, па не можеме да излеземе накрај, еднош ги баркаме во трената, пак доаѓаат. Ние не знаеме што со отпадот, а некои земји увезуваат отпад, затоа што не дека се многу попаметни од нас, но ете го нашле начинот како да го потребат овој отпад за корисни цели, дури создават и електрична енергија од отпад. Еве да го споменам и примерот со Словенија, која што беше прогласена за најчиста земја на светот. Словенија ни е земја која што се уште ја чувствуваме за блиска, можеби не толку како територија, но блиска во смисла дека порано бевме дел од една иста држава и барем малку од тие нивни навики ние да попримевме. За жал за нас, а добро за Словенија, Словенија е многу напред во тој поглед. Во поглед на капацитетот дека некои земји увезуваат ѓубре, доколку ние ја изградиме таа фабрика, значи проектот е спремен, го имаме во локалната самоуправа, е веќе доставен. Ние ќе треба, значи тоа ќе биде вид на регионално управување на отпадот, бидејќи за да биде исплатлива таа фабрика, отпадот кој што го создава Охрид, дури во туристичката сезона не е доволен за таа да има економска исплатливост. Тоа би требало да и од Струга ќе им го земете отпадот, не знаете што со него. Така, меѓутоа сепак ќе почекаме да видиме одлуката на владата, бидејќи нели имаше најава за изградба на регионални депонии. Кој би ја направил таа фабрика? Има повеќе модели за финансирање, како што е јавно-приватно партнерство или кредитирање, или издавање под концесија. Све е тоа во игра, сепак тоа е поголема одлука која што ќе треба градоначалникот да ја одлучи. Така. Сепак, значи, ќе почекаме прво да видиме оно што владата го имаше како замисла со изградбата на регионалните депонии, бидејќи нема логика ние да направиме фабрика регионална, потоа да се гради друга регионална депонија. Но некако еве, тоа изградба на регионалните депонии години наназад се најавува, но никако да се реализира, не можеме да најдеме соодветна локација. Барем така се вели. Добро, тоа е за овој регион овдека, југозападниот плански регион што го вика, значи за тука имаше проблеми околу Па нас сега во нашиот двор не интересира, да, не дека и во другите делови на државава. Токму затоа ни пристапивме кон решавање на тој проблем и обезбедување фактички на проектот, кој што верувајте е спас, значи за јавното предпријатие, бидејќи
сите оние камиони кои што сега ни трошат и многу нафта, и меѓутоа и многу дефицит за резервни делови, бидејќи патуваат по 20 и кусур километри до Буково секојдневно. На Буково се Да, тогаш сите тие камиони би депонирале во Маоскер и трошокот неколкократно би се намалил. Повеќе пати во разговоров го споменавме Маоскер, на вистина одавна сакам да ве прашам како успеавте да ја исчистите ова депонија? Многу пред вас се нафатија, но не им успеа, не им појде тоа од рака, затоа што на вистина беше еден многу голем простор натрупан со секако вид на отпад. Ми се чини не знам колку метри подземја има отпад на таа депонија. Количината на отпад на таа депонија никој не може со прецизност да каже, значи колкава е. Меѓутоа, на иницијатива на општина Охрид, Министерството за животна средина определи, додаде 2,5 милиони денари за расчистување на таа депонија. И, значи, тоа расчистување не значеше подигање на отпад за таа депонија и носење на друго место, бидејќи би било создавање на друга депонија, него значеше рамнење и покривање со земја на самиот простор. Значи, можам да кажам дека конечно после долги години, кога многу политички гарнитури се препукуваа буквално кој повеќе однел отпад на Маоскер, бидејќи таму беше носен и комунален отпад целиот период наназад, конечно дојде на политичка гарнитура која ќе каже колку намали од отпадот таму, односно колку го санира тој простор на Маоскер. И сега што се случува таму? Значи воопшто не се депонира никаков отпад или? Таму оставен еден мал простор каде што се уште трпи, да речам, депонијата, депонирање единствено на градежен шут, кој што потоа се нашите служби, значи го рамнат и доаѓа исто како она што беше замислата и на животна средина, рамнење на тој отпад кој што беше и после покривање со земја. Предвидено беше таму и изградба на една индустријска зона, но ова беше проблем број 1, затоа што не беше расчистена депонијата. Дали сега е поизвестна реализацијата и на овој проект? Мое мислење, иако не сум стручен во тој дел, е дека Маоскер во овој момент, ваков каков што е, не одговара за изградба на таква индустријска зона, бидејќи тој отпад што е таму наталожен, иако е сега покриен, израмнет и веќе делува убаво за депонија, да речам, сметам дека не е соодветен за изградба на таква индустријска зона. А за фабрика за рециклирање, дали одговара таков простор? Да, бидејќи таа фабрика би била на посебен дел, не на оној дел каде што е најголемиот дел каде што би била таа зона. Веќе преку локалната самоуправа имаме и тендерска документација, значи спремавме за изработка на локална урбанистичка планска документација како би можеле тој простор да го користиме и за други намени, бидејќи таму беше планиран и се уште е планирана фабрика за преработка на отпад за добивање на биогориво. Тој проект е одобрен во 2016 мислам година. До овој момент од страна на локалната самоуправа и на јавното претпријатие Охридски комуналец сите наши задачи се завршени и чекаме на партнерот од Република Грција кој што ги обезбедува тие средства да продолжи со имплементацијата на проектот. Па добро, ајде да го видиме, да го види денот и овој проект. Добро е кога има што да очекуваме, нешто конкретно, кога веќе нешто се сработило. Треба време, значи процедури се за реализација на ваквите големи проекти, но сепак мора да се почне. Една наша рак рана, голем проблем и прашање кое многу пати сум го поставила, еве и уште еднаш, кучињата скитници. Што правиме со овој проблем? Ми се чини дека во летниот период уште поевидентен е, уште повеќе се зголемува нивниот број. Кога ќе се потсетам на една изјава од градоначалникот Петрески, кога рече дека ни ги увезуваат кучињата скитници, нам малку ни беше како некоја шега да ни кажува, но по се изгледа еве и години после тоа е така. Дали вие го имате евидентирано овој проблем? Прво, проблемот со кучињата скитници, да, сега е многу голем, доколку не почнеме да го решаваме во иднина ќе биде многу поголем. Претходно бил малку помал, значи со ова проблематика буквално никој не работел. Значи буквално никој, затоа што пак ќе кажам, значи не сакам да звучам дека откако јас сум директор на јавното претпријатие почна да се решава све во градов, меѓутоа
Посебно за стационарот. Набавени се две пикап возила за шинтерската служба. Значи шинтерската служба е целосно формирана. Вработен е шинтер кој што е по сите стандарди, значи вакцинирано, набавена му е сета можна опрема што е потребна за заловување на кучињата. Во стационарот се поставени нови 5 кафезди во соработка со приватната компанија Екошпар. Ограден е просторот за дневен престој на кучињата. Завршена е тендерската постапка за храна за кучињата кои што ќе бидат таму заловувани. Завршена е тендерската постапка за ветеринарот кој што ќе ги понатака ќе ги третира кучињата. Све во комуналец е завршено. Единствено што се чека е дозвола за прифатилиштето, бидејќи А каде е лоцирано? Во Малоцкер. Значи она што претходно го спомнав дека се чека изработка на локална урбанистичка планска документација која што локалната самоуправа веќе има подадено до Министерството за животна средина и која што мислам дека реализацијата е при самиот крај, за да може нас општина Охрид да ни го даде земјиштето на користење, бидејќи од Агенција за храна и ветеринарство ни побара документ дека тоа е наше земјиште, дека ни е даено на управување, за да може да ни го прифатат, да ни го регистрираат прифатилиштето. Дали мислите дека ова за брзо ќе биде завршена ова постапка? Мислам дека ќе биде за многу брзо завршено, можеби не сакам да давам рокови бидејќи многу пати во јавноста сум излегол со такви рокови месец, два, меѓутоа затоа што сум го зборувал она што е обврска на комуналец. Сега што не е значи воопшто во наша надлежност, што чекаме, не можам да кажам рок, меѓутоа сум убеден дека нема да биде повеќе од месец, ево можеби и два. Ние како јавно предпријатие сме максимално спремни. А она што ви беше прашањето, значи имаме дојави од граѓани дека се носат кучиња со комбиња, се растовараат од други градови. Значи доказ немам, слики немам и сепак тоа е надлежност можеби на полицијата повеќе да внимава на тие работи. Ова го кажувам, знаете зошто? Мислам, не така паушално, туку сепак информациите се проверени, бидејќи имаме малкумина, за жал, во градов кои што се навистина љубители на животните, кои што самоволно се грижат за нив и тие велат дека бидејќи ги знаат, веќе ги имаат, некои се и од нив обележани, веќе во регистар се влезени, ги знаат кучињата кои се и каде се, нели си имаат сите тие своја територија, тие велат дека забележуваат нови кучиња кои што досега не биле во градов. Точно, значи јас ги имам тие информации дека кучиња се носат од други градови, меѓутоа уште една работа што сакам да ја напоменам. А и туристите кои што доаѓаат овде и туристите, значи оставаат кучиња, кои што веќе се ги третираат како некоја занимација, па сега им се студеа. Ако се сеќавате на случајот пред околу 30 на дена кога девојче беше гризнато од куче, потоа се установи дека тоа куче е ретривер. Значи куче ретривер не може да биде улично куче, тоа е куче напуштено од собственик и значи пак проблемот е кај нас луѓето. Потоа, после тој случај, кучето е заловено, беше 15 дена пред обсервација на ветеринарот кој што го имам избрано на тендер и во текот на денешниот ден, баш денеска, кучето е однесено во стационар во прифатилиште во Велес, каде што собственикот на тој стационар, на тоа прифатилиште, не излезе во пресред да го прифати кучето и да проба да го ресоциализира. Жалосно е, знаете што, значи проблемот е од двете страни. Значи проблемот е и заради граѓаните кои што навистина со право реагираат, се плашат, сликата не е убава и така натаму, но од друга страна пак жалосно и за животните да бидат третирани нехумано. Впрочем, тие се заштитени и со закон, значи законот тоа не го дозволува, а и да бидат труени, како што многу пати во последно време некој си зема за право. Токму тоа сакам да ви кажам, значи ние како јавно предпријатие исклучиво можеме да работиме по законите кои што важат во оваа држава. Значи законот за благосостојба на животните кажува дека од кога ќе го имаме стационарот, кучето може да биде заловено и потоа да биде третирано, значи кастрација, стерилизација и да биде вратено на самото место. Значи ни еден друг начин, јас знам дека граѓаните се жалат, и мене не ми е пријатно кога ќе поминам со моите деца покрај кучиња, верувај дека и јас имам страв. Меѓутоа не би направил ништо незаконски и не би постапил никако поинаку, освен што го налага законите во Република Македонија. И токму поради тоа ќе чекаме прифатилиштето да ни биде одобрено и да почнеме со заловување
на тамошен третман на кучињата и ќе ви потенцирам враќање на истото место Па што тоа се сакав да заловени. речам, значи повторно ќе гледаме ние кучиња во Да, со тоа што нашата значи околина, тие не само може што ќе повеќе да бидат се размножуваат и нема самата таа кастрација ги прави попитоми, значи не се повеќе агресивни. Меѓутоа ова е решение кое што е долгорочно, сигурно да ќе не треба си имат многу луѓето години. перцепција дека со стационарот дека веќе нема да гледаме Па кучиња за жал по луѓето улиците. имаат таа перцепција, аз во повеќе наврати имам кажано дека законските прописи предвидуваат долгорочно решение на овој проблем и ние како јавно предпријатие, значи ветувам дека за многу брзо по добивањето, значи уште наредниот ден, по добивањето на дозвола за прифатилиштето, ќе почнеме со решавање на проблемот. Меѓутоа бројката е навистина алармантна. Колку од прилика имате некаква евиденција колку кучиња имаме во Моја слободна проценка е дека во Охрид има преку 600 до 700 кучиња скитници. И исто така моje мислење дека земја како Република Македонија, значи земја која што ето да кажам цел Балкан е така, значи сиромашни држави, овој проблем секогаш го оставале на крај, го оставале под тепик, за дека не дојде ситуацијата би веќе алармантна. Затоа ви кажав преска, бил помал проблемот, се оставал. Значи имало по-приоритетни работи, инвестиции, не знам какви други трошоци за јавните предпријатија, затоа што ова не е проблем само на Охрид. Проблем е на сите градови во Република Северна Македонија, меѓутоа е проблем и на цел Балкан. Така. Па затоа и треба можеби постудиозно да се пристапи и други институции на повисоко ниво, на државно ниво да се инволвираат во решавањето на проблемов. Во една прилика се извинува, значи премиерот Заев веќе најави дека ќе има измени на Законот за благосостојба на животните, затоа што дефинитивно овој закон онака како што е предвиден, а веќе бројката на кучиња скитници не е алармантна, ќе биде предолг период на решавање на овој проблем. Ќе мора нешто да се направат измени како би било поефикасно и побрзо решавањето на овој проблем. Чекаме искрено, значи веќе да се почне од некаде, затоа што многу пати е ветувано од разни постави на градоначалници, на директори на јавното предпријатие и така натаму, луѓето веќе како да изгубија надеж дека верувајте дека нешто ќе се направи нашниот поголем интерес, затоа што ние плаќаме оштета на граѓаните кои што ќе пријават, што порано пријавувале, веднаш се пристапувало кон исплата на оштетата према граѓаниот кој што пријавил дека е нападнат од куче скитник, за разлика од тој период сега, значи ние восстановивме пракса да тие граѓани кои што пријавуваат ни се на судска постапка да докажат дека тоа е куче скитник, затоа што сведоци сме дека и граѓаните си ги пуштат кучињата слободно се движат покрај нив со точаци, значи многу ретко граѓаните ги водат на поводник кучињата скитници. Така да, долго време е ветувано, меѓутоа уште еднаш ви потврдувам дека све што е од страна на јавното предпријатие Охридски комуналец за прв пат е сторено, набавено и го чекаме единствено одобрението за прифатилиштето. Можеби прашањево не е наменето токму за вас, но сепак ќе ве запрашам. А што да се направи во случај кога имаме труење на кучињата скитници и каде да се пријави, значи кого да го бараме, каде да го бараме виновникот? Затоа што реков некој си зема за право да пресудува на таков начин, знаејќи дека нема да биде санкциониран. Јавното предпријатие Охридски комуналец заедно со локалната самоуправа пред периодот можеби 10 до 15 дена излезе со соопштение дека најостро ги осудува тие примери на труење на кучињата скитници, а инаку пријавите одат до СВР Охрид. СВР Охрид потоа постапува, сторителот е 99% непознат, до нас стигнува само дојава кучето да биде подигнато од местото каде што угинало. Значи тоа е надлежност на полицијата. Значи, еве, за сите граѓани кои што, дај Боже што помалку да има вакви случаи, но за сите граѓани кои што ќе се затекнат во некоја ваква ситуација, да пријават во СВР колку може да се направи, што ќе се направи, потоа е во нивни раце, но сепак нека го сторат. Ако почесто се пријавува, можеби малку и ќе се влее некаков страф. Се надевам дека ќе вроди со плод, значи реакцијата на полицијата и дека овие случаи ќе бидат
но во многу мал број, а во планина и воопшто да ги нема. Бидејќи навистина се грда слика, како директор, луѓе кои што ме познаваат ми ги пуштале, значи клипови буквално каде што кучето умира на тој начин, значи навистина е болно и е трогателно и да се гледа, не пак и да се прави тој чин на труење на кучињата скитници. Значи тоа е навистина крајно нехумано, станува збор за живо суштество и да не дозволиме да дојде до ова. Што поскоро, еве вие што можете од ваша страна направете, иницирајте, прашувајте, јавувајте се да се заврши работата што побрзо и да се направи некаков ред со кучињата скитници. Сега малку ќе ве одморам, време е за реклами и за малку разладување. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питу Гули. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Збогатена понуда на најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли и сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително, голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Железарија Мајсторче. Кам, постојано ниски цени. Пиле ситно замрзнато 1 кг перутни на птуј 155 денари. Павлака 850 грама Белафарм 74 денари. Овошен сок 100% портокал 1 литар бифрут 52 денари. Чадор за плажа Фи 1,8 или Фи 1,7 499 или 299 денари. Кам, купувај мудро. Италијански квалитет, разновидни и динамични, внесуваат свежина во просторот. Флорин плочки во Кармен Бау центар ја ослободуваат вашата креативност за да им дадат облик во вашите простории со гаранцијата Made in Florin. Површини со камени плочи од порцелан, дизајнирани да ја завршат секоја домашна средина врз основа на вашиот стил и вашата личност. Кармен Бау центар, улица Железничка број 3, 046 258 285. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Доколку вашиот душек е постар од 10 години, веќе го делите со лошо друштво, како што се прашинските грини, кои предизвикуваат алергии и го прават душекот потежок. Време е да мислите на вашето здравје. Променете го вашиот стар душек со нов од Дормео. Ние ви даваме и вредносен ваучер од 2000 денари и 4000 денари за купување на други наши производи по ваш избор. Променете го на секои 10 години. Нараѓајте веднаш. Викенд акција во Миса Маркети. Битолски јогурт 1,5 литри, 2,8 млечни масти, 67 денари. Нутини кикирики 400 грама, 44 денари. Златиборат сланина рефус 299 денари. Олео за чинета маслинка 400 грама, 83 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Господин Гардановски, ние продолжуваме со нашиот разговор. Продолжуваме, значи, мислев дека апсолвиравме све околу подигањето на отпадот, хигиената и така натаму, но еве интересот граѓаните на самата пауза со неколку прашања се интересираат што се случува со депонијата на Јордан Мјалков кај трафостаницата. Многу пати ние сме го обработувале овој проблем, оваа тема во информативната. Таму никнуваше на нова депонија, налик на Маутскер. Што се случува во моментов таму? Значи, на улицата Јордан Мјалков проблемот е започнат пред 3,5 до 4 години, кога тогашното раководство на локалната самоуправа донесе одлука да стави целосна забрана на фрлање на било каков отпад на депонијата Маутскер. Не можете вие како, ова е моје мислење, значи не можете како град да забраните да ја затворите депонијата за депонирање градежен шут, без при тоа на граѓаните да им дадете друга алтернатива. Односно, на граѓаните им беше дадена алтернатива во тој период, градежниот шут да го носат на депонијата во Буково. Што беше уште една нова грешка, бидејќи и тие граѓани кои што беа коректни и си го носеа таму градежниот шут, таму создадоа нови проблеми, бидејќи тој шут таму се депонираше неконтролирано, значи не беше одреден еден дел каде што само таму ќе биде фрлан градежниот шут. И нов проблем, значи она што цело време го повторувам со граѓанскиот дел, дека граѓаните на улицата Јордан Мјалков си најдоа како една локација каде што ќе си направат нов Маутскер. Значи таму цело време се депонирал градежен шут и знаете кога на едно место ќе видите дека некој депонира, па ќе си го депонирате и вие и друг и трет, и таму е веќе алармантна ситуација и мислам дека потребна е веќе голема механизација и извојување на големи средства за тој градежен шут од таа локација да биде подигнат. А може ли некакви контроли да се направи, да се постави некој лице тука за да не се депонира? Повторно ќе се вратиме на инспекцијските служби, на комуналната инспекција, која што е единствена надлежна за спречување на овие девијантни појави и за изрекување на било какви опомени или казни кон граѓаните кои што несоодветно го третираат тој отпад. Така. Исто граѓаните се интересираат дали ќе поставувате повеќе садови за ситен отпад по тротоарите на улиците. Еве конкретно за Јане Сандански прашува, имаше на времето, сега нема и на други улици недостасуваат. Имаме размислувано во повеќе наврати подолго време на оваа тема, меѓутоа исто така имаме искуство, значи не само како директор, бидејќи во јавното предпријатие сум веќе 14 години вработен. Имавме такво искуство кога поставувавме такви канти за ситен отпад надвор од централното градско подрачје. Тие канти дефинитивно не го добија она за што беа наменети, односно тие канти постојано беа користени за фрлање на домашниот отпад, она што треба да завршува во кантите кои што ги собираме 2 пати неделно или во контейнерите. Значи тој отпад ни завршуваше секој ден токму во тие корпи за ситен отпад и ни создава дополнителен проблем и дополнителна грда слика за градот. Значи наместо да решиме проблем, ние создадовме уште еден. Да, и значи повторно, значи тоа е све добра идеја да има корпи, меѓутоа ако тие добијат правата намена. Доколку ние тие корпи ги полниме со комунален отпад од домаќинствата, сме создале друг проблем. Ете уште една причина за поголема едукација на граѓаните и за повикување на нивна поголема совесност и однесување кон се она што е општо добро, хигиена и екологија. Сега, во теков на емисијава и на разговоров споменавте поголем број активности, значи една лепеза на дејности со кои што се занимава јавното предпријатие Комуналец. За сето тоа кажавме дека се потребни и луѓе, и механизација, но и пари. Каква е финансиската состојба на Комуналец? Мислам дека веќе години наназад е стабилизирана, иако во еден долг период така беше финансиски нестабилно ова предпријатие. Како стоите сега и многу пати споменувана тема на пресконференции на политички опоненти вработувањата во јавното предпријатие Комуналец, под каде ќе се најдат пари за плати за новите луѓе и сето тоа. Значи, како финансиски стои предпријатието,
дали сте во добивка, во загуба, дали сте на позитивна нула, дали придонесувате за развој на локалната или локалната треба да ви дава вам за да постоите? Значи, финансиските извештаи на јавното предпријатие Охридски комуналец, кои што одат и на седниците на Совет, се достапни за сите граѓани на веб страната на јавното предпријатие. Дефинитивно, значи, јавното предпријатие Охридски комуналец е во солидна финансиска кондиција и работи позитивно. За 2018 година беше остварена добивка од 18 милиони денари, што е за похвалба при, значи, голема сума на инвестиции, голема сума на средства потрошени за личен доход на новите вработени, кои што спомнавте политички препукувања. Не е добро, значи, работник, ви кажав и преска, значи, јас им се поклонувам на сите тие луѓе кои што деноноќно, значи, нема за нив работно време, нема ден, нема ноќ, нема лето, нема зима, да ги користиме за политички препукувања дека се вработиле во овај или во оној период. Значи нема за такви луѓе нема простор да ги користиме во политика. Тие се навистина вредни луѓе и се носители на работата на јавното предпријатие. Што се однесува, значи, до финансиската кондиција, можам да кажам дека сепак ние и наследивме, значи, финансиски стабилна фирма и продолжуваме да ја надградуваме. Она што мене како директор со самото доаѓање ми сметаше тоа што кога доаѓа граѓани да платат некој позостанат долг, увидовме дека долго време во јавното предпријатие не се утужувале сметки и се дозволувало, значи, да застаруваат сметките, со тоа е правена директна штета на јавното предпријатие. Затоа што сметките за физички лица последна година застаруваат. Значи, долгот последна година застарува и веднаш со доаѓањето, значи, на чело на јавното предпријатие воведовме систем 30-60-90, кој што система ја следи достојаноста на побарувањата од граѓаните и од правните лица и најпрво се опоменуваат, а потоа се оди и кон утужување на самите тие физички или правни лица, затоа што сепак нашата основна дејност подигање, транспортирање и подигање и транспортирање на комуналниот отпад, ние мора да ја наплатиме затоа што самата таа активност носи големи трошоци. Колкава е наплатата? Наплатата во овој момент, значи имаме добра наплата, е 89%, со тоа што, значи, имаме зголемување после овој период на утужување, на времени утужувања, за 12% ни зголемена наплатата во 2018 година. Колкав е износот на сметката за услугите од јавното предпријатие Комуналец? Значи, исто како што ви кажав и преска, цените за услугите кои што ги врши јавното предпријатие се со одлука на Совет и во момент цената изнесува 2,4 денари од метар квадратен за физички лица. За правни лица, значи, има повеќе ставки во зависност од дејноста и од квадратурата која што ја поседуваат. Мислите дека ова е добра цена или е ниска или па во повеќе наврати сме размислувале, значи после доаѓањето на чело на јавното предпријатие имавме повеќекратно поскапување на нафтата во тој период. Меѓутоа сепак сме предпријатие кое што работи со добивка и оценивме дека не е добро да ги задолжуваме дополнително граѓаните со покачување на таа цена. А оваа година, значи, ги намаливме цените за услуги од парковските, значи парковски услуги за косење на трева, за садење на материјал, значи тие цени се веќе намалени, меѓутоа тоа е мала ставка за јавното предпријатие, бидејќи нашата основна дејност е подигање, транспортирање и депонирање на комунален отпад и сметките према граѓаните и јавните предпријатија се наш основен приход. Така. И веќе сме при крај на емисијата, вообичаено кои се вашите идни планови, некои проекти? Еве, летото започна, 2 месеци имаме сезона, така да речам, најјака, најшпиц сезона, па потоа малку ќе спласне есенскиот период. Кои се вашите планови до крајот на ова 2019? Прво сакам да ви кажам дека во Охридски комуналец нема простор за спласнување, значи и покрај завршувањето на шпицот на сезоната, потоа ни започнуваат проблемите со паѓањето на листот, потоа ни започнува снегот, па во април ни доаѓа косењето и ние сме цело време во таква, значи, гужва и кондиција. Идните планови, значи
Јас прво се надевам дека ќе имаме успешна сезона, дека ние како јавно предпријатие ќе успееме максимално да се носиме со големената количина на отпад на секој дел од градот. А она што како планови го имаме за идниот период е заедно со локалната самоуправа, она што мислам дека им смета на сите, самиот влез на Охрид, прва слика се контейнерите на самата улица. Значи веќе во соработка со локалната самоуправа е извршено мапирање на самиот град и планираме да се постават 15 подземни контейнери и 20 прес контейнери за големите населби. Како се покажа овие што сега се поставени? Прес контейнерите кои што се поставени во населбите Богомилска и Христо Узунов го дадоа очекуваниот резултат, бидејќи таму имавме голем проблем со движењето на нашите возила, бидејќи се многу населени тие згради, имаше премногу автомобили кои што во летниот период многу ни смета во обавувањето на самата дејност. Значи не можевме, возилото наше не можеше слободно да се движи, да дојде да има пристап до самите контейнери, додека подземните контейнери кои што се наспроти Рамстор, како подземни контейнери се во ред, меѓутоа локацијата по мое дефинитивно промашена и не смееше да биде поставена тука. Значи, се потврдува и од ваша страна она на кое што реагираа граѓаните, па нека се земат во предвид реакциите во иднина, кога ќе се поставуваат подземни контейнери. Никој не беше против, но многу реакции имаше околу локацијата на Знам дека имаше многу реакции, се уште ги има, бидејќи не е, дефинитивно локацијата не е добра. Тука сме, значи, никој не е совршен во работењето, напротив, сакаме критики од граѓаните и сугестии, ги прифаќаме и отворени сме за соработка. Така. И ова емисија е доказ за тоа дека сте отворени за соработка, ја прифативте мојата покана и впрочем секогаш кога сте ни потребни за информација, сте транспарентни. Благодарам на учеството во емисијата, посакувам се она што е ваша работа да си ја извршите онака како што треба, на ниво на задачата да бидете цело лето, а и понатаму во другиот период. Сега еве да обелиме образ пред гостите, да се покажеме во најдобро светло, но градот да ни биде чисти за нас кои што живееме тука. Ви благодарам за поканата, се надевам дека се она што го имаме замислено ќе го оствариме и ќе бидеме добра слика за туристите. Благодарам уште еднаш.